Министерството за земјоделство крои нов закон и тоа во делот на давање на советодавни услуги во земјоделството. Од тука сметаат дека сега е погоден момент да се делува во таа насока за бенефитот да го почувствуваат самите земјоделци, со што ќе ја зголемат и конкурентноста на пазарот. Според нивна оценка, постоечките капацитети на Агенцијата за поттик и развој на земјоделството се минимални, наспроти реалната потреба. Од тука и носењето на Законот за советодавни услуги е со цел да се подобри комуникацијата, едукацијата и информираноста во областа на земјоделството. Квалитетните и навремените советодавни услуги за земјоделците се една од клучните алатки во процесот на создавање модерно земјоделство, усогласено со европските регулативи. Едукацијата на земјоделците, достапноста до услугите што ги нуди државата се основа за модерно земјоделство. Ова е повеќе од важно сега во период кога владата интензивно работи на забрзување на евроинтеграцијските процеси и трасирање на патот кон Европската Унија. Ова на јавна дебата на тема советодавни служби и услуги во земјоделството на Факултетот за земјоделски науки и храна го кажа денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски. Во моментот советодавни услуги обезбедува само Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството. Не повеќе од 700 земјоделски стопанства годишно подблекуваат од МЗШВ се покриени со овие услуги, што не кореспондира со бројот на корисниците на државна поддршка и евидентираните 30 до 40 илјади земјоделски стопанства кои имаат посериозен развоен капацитет. Предлог Законот за советодавен систем во земјоделството е изготвен и со денешната дебата практично е ставен на јавна расправа во која ќе може да се вклучат сите релевантни чинители. По завршувањето на дебатите, предлогот ќе биде ставен во владина процедура, пошто и најверојатно ќе биде донесен наредната година.